Така, мене ми е многу поважно јас да сум тука, да сум свесен, да сум окей, него, не знам, станови, коли, пари. Не знам дали ја знаеш приказната, јас и Бојан прв пат кога го отваравме ATG, кога се договоривме, нашата идеја беше дали ние со ова ќе помогнеме на луѓе. И дали можеме на многу луѓе да помогнеме. Професионалниот спорт, особено такво тренирање од долги сати, не значи дека е здрав. Секогаш сум имал таква некоја идеја дека кога одам да се тркам, сакам да се надпреварувам, сакам да видам докај сум со другите, сакам да го давам мојот максимум. Ако ти не си спремен, цело време ќе видиш во еден мајндсет на абе не ми се случуваат мене работи. Ама чеки. Дали ти спремен да ти се случи тоа? Нас ни е важно прво да се погрижиме за нас, за семејството, за заедницата, па после тоа, ако тоа е вистинско и тоа го правиме за добро, ќе ни се врати нас. Иван, како си? Супер сум и многу ми е драго што сум овде со тебе. Се надевам ќе разговараме и ќе се раздлабочиме во убави теми. Да, веќе некој време се договараме и конечно ево успеавме пред новогодишно. Пред новогодишно, да. Имав некој така имав цел до пред нова година го завршиме ова. Да, иако епизодава ќе иде во јануари, ние пред новогодишно се седнуваме вака и ќе разговараме и баш ми е мило што ќе имаме можност да зборуваме. Мината година некако ни голем дел од епизоди ни се со спортисти и луѓе од спортот и баш ми е мило и што продолжуваме во таа насока, бидејќи сметам дека менталното здравје и физичкото здравје се многу блиско поврзани, многу си помагаат еден со друг и никако не можеш да ги исклучиш. И еве, продолжуваме со тие разговори. За тебе исто како и за секој гостен до сега, сакам да те прашам за почеток што за тебе претставува ментално здравје. За мене ментално здравје е свесност, да си свесен и да си добар сам со себе, а тоа ќе повлече да си добар и со твојата околина. Јас имам неколку, да речам, работи кои што гледам да ги правам и да ми се во ред, за да, не знам, ми тече убаво животот. Првата е да сум наспан. Тоа ми е многу важно, за да сум во ред. Второ е да имам добро јадено. Трето е да имам истренирано. Дали е тоа трчање, точак, пливање, дали е тоа тренинг во сала, дали е тоа баскет. Дури некојаш и физичка работа надвор, не знам, во градина или, не знам, чистење некој. И ако е поинтензивно, и тоа го бројам. И четврто е пет има. Четврто би идел со разговор, да имам луѓе околу мене со кои што може да разговарам, да комуницирам. И пето, сето ова да го правам свесен, додека сум свесен. Така да ете 5 работи кои што ме доведуваат да имам силно, убаво, здраво ментално здравје. Да, и интересно што сите 5 работи една ако исклучиш нема да може се да функционира како што треба. Така, баш така. Ако една не е како што треба, тогаш низ динамиците на животот нешто нема да е како што треба. Дали нешто со себе, дали со другите, некаде ќе се покаже тоа. И од кога го сватив ова, не знам, има неколку години веќе, си ги ставам пред се. Значи, ако треба да спијам 8 часа, спијам 8 часа и тоа е тоа. Тоа си го ставам пред се. Ако знам дека треба да јадам, го ставам тоа. Значи, овие 5 работи си ги ставам пред се друго. Не знам, има многу работа. Океј, ќе се заврши работата, ама нема да се заврши како што треба или може уопшто нема да се заврши ако овие работи не ми се подмирени. Така да, од кога го сватив тоа, станав и многу попродуктивен и поефикасен и подобар за околината и повеќе придонесувам
и за себе и за околината и така најдов некој таков начин да се справувам со овие 5 работи, да ми се на високо ниво, за да може да се справувам со многу други работи покрај тие, пошто овие ќе се подмират у одредени сати и ни остануваат остатокот од сатите да твориме, да креираме. Да, како се случи тој шифт кај тебе? Дали имаше нешто кое што свати, окей, не можем повеќе вака и мора да направам некоја промена или на некој друг начин се случи? Па, види, веројатно во саатите, пошто триатлонот е многу самотен спорт и многу често ќе се сложат веројатно и сите други спортисти во издржливите спортови, не знам, и трчачи, и ултраши и слично, дека влагаме во тие долги сати во некоја друга димензија, каде што така повеќе размислуваме на повеќе работи, подлабоко да го разгледуваме животот и веројатно тука почна кај мене. Јас имав саботи и недели каде што сум тренирал по 5-6 сати во денот. Особено недела кога сум излагал со велосипед и по 5 сати возам по планини. И тука е една страшна медитација, каде што прво се совладуваш со своите физички способности, пробуваш психички да ги совладаш, а друго ти се отвара умот и видиците кон многу други работи. И веројатно тука почна тоа да сваќам дека ако сакам јас утре дента да тренирам 4-5 сати, тогаш мора овие работи да ги завршам, да сум најаден, да сум наспан, да сум свесен додека тоа го правам, да сум окей ментално, за да може физички да го извршам тоа. И нели сега веројатно таму сум почнал, па после тоа сум сватил дека окей, ако немам па од друга страна физичка активност, па тоа ќе ми влијае исто и на сонот, на јадењето, на менталното здравје. И така сватив дека тие се многу конектирани едно со друго. И дополнително, не знам, сум успел да се едуцирам, да учам на тие теми, за да си потврдам тоа што веќе сум го размислувал, што сум го почувствувал, дали е уште една потврда надвор од таа. Иако јас сум многу практичен, сакам практично да си ги покажувам и да ги правам работите. И со некои едукации, со некои подкасти, книги, сум допрел дека окей, не сум само јас, има и други луѓе кои што ова го почувствувале и на кои што им успева и им дава резултат. Така што од тој момент натака дефинитивно го правам тоа. И имаше уште еден, веројатно, тоа е најголемиот шифт, кога малку пред да се роди ќерка ми и од кога се роди ќерка ми, тука имав исто така еден шифт, кај што сватив дека окей, јас треба за мене и за околината, ама има сега и уште едно човече, за кое што јас сум директно одговорен што е на овој свет. И тука ми беше уште еден шифт на овие работи, дека морам да сум, немам избор на некој начин да не сум окей. А од друга страна па е убаво да го немаш тој избор, да си окей, затоа што е супер чувството. Да, така треба да биде. Да, па тоа е, знаеш, ние некој ден завршав книга кај што читав за тоа колку само децата се многу, знаеш, немаат никакви работи кои што ги дефокусираат, уживаат во работиве, најлесно се учат работи, нови јазици, едно друго. И у еден момент доаѓаш до тој степен кај што ги се почнуваш со, не знам, работа, едно друго, и се губиш целосно, ги забораваш сите работи кои што си можел да ги правиш како дете и кои што треба да се вратиш на нив за пак да можеш да бидеш, што не е само за децата тоа, треба на сите да ни е така и да сме наспани, да сме најадени, не само децата треба да идат од 9 сат, од 8 сат да спијат и да јадат редовно, и ние требаме. Глед, деца, глед како природно они си знаат. Ако е гладно, плаче.
треба бара јадење. Да. Ако му се спие исто така, плаче, сака да легне да се спие. Ако нешто не е комфорно, нешто не е во ред, плаче. Така да, ние природно ги имаме овие работи, ама со текот на времето ги губиме баш заради тоа. Најмногу веројатно заради материјалниот свет што е околу нас и кој што не бутка да бркаме некои работи кои што можеби суштински не се важни толку. Така, мене ми е многу поважно јас да сум тука, да сум свесен, да сум окей, него, не знам, станови, коли, пари, се е тоа пролазно. Така да веројатно тука треба малце да се навратиме сите назад на корените. Јас ја гледам Каја ќерка ми, она е среќна за чаша, она е среќна за ѕидот, она е среќна дека може да направи линија на ѕидот. Замисли да си среќен за такви мали работи. А можеме. Да. А мен ми се случува, например, кога излезам да трчам, и во еден момент се чувствувам дека сум многу тука, овде во овој мој простор. И кога ја дигнам вака малку глава, знаеш, гледам пейсови, гледам ово, оно, heart rate и слично. И кога ја дигнам малку главата, кога ја видам околу мене, каде сум, што сум и дека ова што го правам многу убаво и дека можам да го правам. И гледа има свет околу мене, има дрвја, има птици и слично. Дава една друга димензија, знаеш, за мали работи си среќен. И тоа е тоа, мислам дека за кое што живееме, таа свесност, таа можност да креираме. Така. Да, мене ми се случи баш пред некој ден, за прв пат на тракову теретана почнав да трчам. И тоа беше процес. 2-3 недели учев како да одам на лентата, пошто многу е поразлично трчање надвор. Сега за жал не секогаш можеме со времево и воздухот тука да трчаме. И баш викам ајде, ќе истрчам сега у саботата. Саат и пол време трчав на трака. И после тоа бев толку среќен што сум завршил и тоа саат и пол време и почнав со слушалки, пошто пак што ќе правиш саат и пол време на трака да трчаш, после 15-20 минути морав да ги извадам, пошто не можев, ми требаше да бидам, кој што кажеш ти, свесен, да држам фокус, да видам кај сум, што сум. И после тоа жена ми вика кај се задржа ти саат време, нели ќе си доеше. I got carried away. Едноставно, тие се моменти кај што таа некоја физичка активност, поготово го спомнати endurance спортовите, ти даваат можност да навлезеш во својата психа, во се, да доживееш се како што треба, како што требало да биде. Да, јас го викам тоа влагаш во темното. Дефинитивно, јас сум имал тренинзи внатре, што на трака, што на тренажер на точак. И на почеток така јас ќе си пуштам Zwift виртуелно да возам, ќе пуштам Netflix, ќе пуштам слично. Ама како поминуваше времето, сваќав дека јас многу повеќе уживам во движењето, во тоа да бидам присутен овде, него да гледам нешто што ми е сервирано од друг. И ми се случувало по 4 сати на тренажер, скроз една сијалица, све изгасено околу мене и јас само вртам на педалите, хидрирам нормално и јадам, али сум скроз во некој мој универзум и ги решавам проблемите на универзумот. Да, и не сакаш да престанеш, тоа е чувство кај што знаеш дека окей се враќаш назад у реалниот свет. И ама кога ќе направиш тој баланс, кога ќе направиш дека окей ова е еден дел од тие 5 работи што ги спомна, после тоа е многу полесно. Не се сака да те прашам, бидејќи секако ако си некој кој што трча, кој што со точак нон-стоп плива, не си живеел некој живот да е лош живот, например, да кажеме, и лош по тебе, по твоето тело. Ама кој од овие работи ти беше тешка или најтешка да ја вклопиш во последниве неколку години? Пошто, знаеш, некако имам чувство некојаш кога станува збор за физичка активност, некако се занамарува или спиењето, или исхраната, некојаш и менталното, како ги спомна тие разговори,
што ти беше на тебе некој предизвик да го вклопиш во твојот секојдневен живот? Вака прво морам да те да те поправам, тоест да ти дам реалност една. А сум имал и таков живот. Сега имаше еден период кога престанав со пливање и додека да дојде триатлонот, имав еден период каде што веројатно се барав себе си. И тогаш работев како менаџер на еден кафич и се случува таму работи како искачања, дружења, пиења и слично, каде што сум имал еден друг вид на живот. Така сум го искусил и тоа и од оваа гледна точка сваќам дека окей, сум го поминал и тоа, меѓутоа ме научило како не треба да го живееме животот. Можеби социјалниот елемент е најдобар таму, што сум се дружил, сум се запознал со луѓе, меѓутоа се останато можело и без тоа. Во другото прашање што најтешко, веројатно најмногу од друга страна ете гледаш тука социјалниот елемент најмногу ми има патено. Јас сум стигал да спијам, да јадам, да тренирам, меѓутоа социјалниот елемент да се дружам со повеќе луѓе ми беше намален тој период, бидејќи јас 20 и нешто сати неделно тренирав. И сега тоа е активен тренинг, плюс припрема за тој тренинг и после тренингот времето, тоа е едно веројатно работно време. А плюс во тој период јас и работев за ATG, го креиравме ATG почетоците се тоа. И веројатно социјалниот живот најмногу ми патеш, иако не ми недостигаше многу, затоа што па од друга страна влегов во една средина на луѓе со кои што се дружев преку спортот. Така што немам нешто конкретно. Сега последнава година не можам толку да тренирам, затоа што се случи каја и пораст на каја. И ајде периодот додека жена ми уште беше на породилно и не работеше, можев да тренирам уште толку. Меѓутоа кога се врати она на работа, времето ептен ми се намали, а не сакав да бидам родител кој што не е тука. И свесно да речам го жртвував тој дел од животот сега, односно долгите тренинзи и триатлонот како спорт, со идеја да имам повеќе време со каја. Тоа една, а друга порасна и ATG многу. Се проширивме експоненционално многу и бараше повеќе внимание од мене. И дојдов до еден момент каде што треба да се одлучам што ќе правам, дали ќе продолжам толку сериозно да терам со триатлонот или ќе посветам дел од тоа време на ќерка ми, на семејството и на ATG. Бидејќи сватив дека повеќе ќе бидам среќен и повеќе ќе креирам во случај ако сум тука со каја и со ATG. Ете, оваа година, па верувам можеби наредната ќе се одржувам во однос на физичкото, ќе тренирам колку да се одржам и да сум окей. Меѓутоа имам други моменти каде што треба и таму да креирам. Каја, сакам да бидам најдобриот татко за нејзе, најтоприот сопруг за мојата жена, а исто така и имам одговорност према ATG да не знам дали ја знаеш приказната, јас и Бојан прв пат кога го отваравме ATG, кога се договоривме, нашата идеја беше дали ние со ова ќе помогнеме на луѓе. И дали можеме на многу луѓе да помогнеме. И кога свативме дека можеме, сега е моја одговорност да го правам. И се чувствувам дека можеби било себично ако голем дел од времето, наместо да креирам таму во мојот purpose, така ете, си го најдов мојот purpose, наспроти ете да трошам толку многу време во триатлонов, што е реално само за мене, само за мојот динамик. Така да ете имав еден момент на прекршување и го оставам тоа отворено. Верувам дека во еден момент ќе имам доволно искреирано во овие
работи, па ќе остане место пак да се вратам и да тренирам, бидејќи ми е љубов триатлонот, се пронаоѓам таму. И се надевам ќе дојде пак моментот, бидејќи тој спорт може да се прави до покасни години, до позрели години. Иако има сега доста млади кои што од млади влегуваат во долги дистанции, имаат добри резултати. Јас верувам дека бара една зрелост триатлонот и општо сите спортови на издржливост, каде што таа зрелост и од физички, ама и од психолошки аспект. Значи, физички да имаш многу спрема за тоа, да имаш многу сати тренинг, а и психички да можеш да го издржуваш тоа, да поминуваш низ тешки моменти, да поминуваш низ препреки и да те прават посилен. Да, и мислам, кај тебе убаво од тоа што слушам, ти не бираш помеѓу една добра и една лоша работа. Ти пак остануваш физички активен, ама во моментот има работи кои што се многу поважни за тебе, отколку да идеш професионално со тоа. И тоа е убавото кога го имаш и тоа дека, знаеш, кога зборуваме за физичка активност и за одржување на своето тело, не значи дека секојаш мора да одиме и да се надпреваруваме понад фревери, тоа професионално. Тоа е моментот кој што е убав за спортот, кај што ти, иако, годинава, следната година, може и уште неколку години ќе биеш вака, ама не значи дека нема да фатиш точак или да земеш да истрчаш или да испливаш. Дефинитивно, јас се трудам сега да имам 2 или 3 тренинзи во сала, 2 или 3 трчања, баскет почнав да играм скоро секоја недела, за да останам активен. Затоа што имаше еден период после тоа прекршување каде што некако си викав, ако не тренирам сега за некоја трка, што ќе тренирам? Ама така тоа кратко траеше еден месец од прилика, кај што ептен малку тренирав и сватив дека ова не е добро по моето здравје, јас морам да тренирам без разлика што немам толку висока цел во однос на тоа. Така што си сватив брзо дека треба да останам активен и за мене и за мојата околина, и меѓу другото да ја дадам и пример на Каја. Затоа што, среќна околност, она израсна во ATG, она ги знае голем дел од вежбите во ATG, буквално ги заедно со другите вежбачи века вежбат и она вежба. Јас сум пресреќен за тоа. Меѓутоа ме има гледано и како се имам тркано. Значи ме има гледано на триатлони, ме има гледано на трчања и иако има 2 години, верувам дека има концепт за тато нешто прави таму. Нешто креира, нешто се трка, што знае кога ќе ме види и тато трча. Така да верувам дека тоа ќе остане вмрежано во меморијата уште од мали години и ќе даде убав правец. Да, пошто деца, тоа баш го зборавме пред да почнеме со снимање, џабе што ќе им кажеш, ако те гледаат многу повеќе примаат од самото тоа, од примерот, многу повеќе отколку зборовите. Дефинитивно, јас нешто ако и кажам на Каја, не го правам јас, не се случува, едноставно, многу едноставно. А ако ме гледа дека јас нешто правам, многу е лесно, она само го повторува тоа. Баш се деца како на monkey see, monkey do. Буквално е така. Значи и ги гледаат луѓето околината околу нив, меѓутоа веројатно најмногу не гледаат нас како родители, бидејќи ние сме им главниот терминал, од нас најмногу попримаат. И ако ние вистински ги правиме работите кои што сакаме они да ги прават, тоа ќе се случува тоа. Меѓутоа само со зборување не поминува. И се сака да те прашам, бидејќи кој што спомнав, има разлика од спорт кај што или спортување кај што се одржуваш и има разлика од професионално спортување. Рече, триатлонот ти е љубов. Од каде доаѓа таа љубов? Каде, пошто спомна дека порано имаш пливано, од каде доаѓа таа љубов за триатлонот и за надпреварување на професионално ниво? Да, имам, само сакам да додадам, професионалниот спорт, особено такво тренирање од долги сати, не значи дека е здраво.
Тоа низ годиниве полека го разбирам, биејќи многу се троши телото. 30 сати го на некој начин малтретираш телото. За разлика ако тренираш 10-15 сати, тогаш тука да речеме многу поздраво него секоја недела со години да го малтретираш со долги сати. Иако телото е паметно и ќе се навикне на се. Сакам да ставам тука една точка дека професионалниот спорт не значи дека целосно е здрав. Според мене многу е поздраво да тренираш рекреативно и за здравје, нели што викаме, него професионално, и заради тоа веројатно и има лимит професионалниот спорт, така има години. Некој спорт е 35, друг е 40, меѓутоа од прилика тука се движат тие години баш заради тоа, тоа што не е одржливо. Веројатно после 40-45 година веќе треба да се осврнеме кон спорт за здравје. Сега за прашањево, јас од дете сум бил болежливо дете. Со бронхити, со слично, и моите ми имаат пратено на пливање за здравје, да бидам поздрав. И за брзо време, дали е тоа некој ген, дали е некој талент или едноставно некоја склопка во умот, го засакав многу брзо спортот и брзо напредував. Не знам, за 1-2 години почнав така по-сериозно да пливам. И сватив дека во тие долги тренинзи, во тренинг општо секој ден, се пронаоѓам и дека ми е убаво. И така со текот на времето јас се повеќе пливав, се повеќе надпреварувачки, на првиот надпреварувao поминав и така како и да надпреварите се подобри резултати, особено што почнав постар на некој 9-10 години и имав луѓе кои што може да ги бркам, и кога полека достигнував до нив, се тоа ми даваше како една потврда дека добро ми оди и дека можам да се надпреварувам се повеќе. До некоја 17-18 година, кај што веќе имам и стагнација во тренажниот процес. Сега од оваа гледна точка гледам повеќе проблеми зашто тоа се случило, што од дали бил правилен тренажниот процес, што од услови, што веројатно и од предиспозиции физички, неколку сегменти има. И тука имав еден момент каде што застанав и нели ти спомнав, имав меѓу период спортови, меѓу пливањето и триатлонот, еден меѓу период каде што се наоѓав себе си што правам, како правам, и исто така на 17-18 година бирав помеѓу спорт и дали нешто ќе се усмерам у некоја професија друга. И отидов на машинскиот факултет, јас сум иначе дипломиран машински инженер по струка. Меѓутоа, целиот тој период пак некако се навраќав некако на спорт. Чувствував дека ми фали цело време нешто. И прв пат кога отидов за Америка се запознав на Work and Travel, се запознав со триатлонот. И ми беше интересно, особено што го има мојот спорт пливањето и плюс има велосипед и трчање кои што сум ги сакал да ги правам. И втората година кога отидов, веќе се надпреварував на еден локален триатлон. Супер помина тој надпревар, дури победи во мојата старосна група, па некако се квалификував за државно на Америка, па следната година бев на државно на Америка. И тоа беше многу убаво искуство во Кливленд, 4000 луѓе се тркаат во исто време, затворен цел град. И веројатно тука и во однос на надпреварувањето добив љубов и на себе надминувањето, ама и во желбата за тренинг. Затоа што и на самиот тренинг многу сати се поминува, се надминуваш ти, со секоја минута тренинг ти се себе надминуваш на некој начин. Секоја минута која што ја тренираш, ти одиш против комфорот. Така, пошто, нели сега, телово сака повеќе да седи, можеби, така не прима импулси на болка и слично.
Меѓутоа кога излагаш и му кажуваш еј одиме сега да трчаме. Ти секоја минута фактички излагаш од тој комфорт зон и се до еден момент, тоа го имам исто сватено, се до еден момент каде што ти станува и тоа комфортно. И тогаш одам на точак, тогаш одам на пливање. Да, тоа е, ја го имам слушното, кога тоа у кошарка го имам. Ако го правиш нешто кое што ти е премногу лесно и комфортно, најверојатно го правиш погрешно или треба уште потешко нешто да пробаш. Тоа е оној момент кај што комфортноста, значи може нешто почнало да биде надвор од комфорт зона, а после некој време ти станало комфорт и не ти е повеќе предизвик. Ти треба повеќе. Да, секогаш треба по 1-2% повеќе до 10 преку сила. Да. Зашто повеќе од тоа веќе иде кон повреди, кон... Да, и после тоа се враќаш тука? После тоа се враќам тука, да, идев и се враќав за Америка и во тие периоди јас имам работел како инструктор по пливање, во Америка работев како супервизор на базени, така цело време јас некако како да имам два живота, еден работа, другиот спорт. И од кога се вратив тука и да речам се стационирав, започнав да работам во IT компанија и покрај работата чувствував дека треба да правам уште нешто. Второто место, не знам дали го имаш тој концепт, као имаш дома, имаш работа, ама ти треба едно второ место каде што се пронаѓаш. И јас преку спортот тоа го правев и во следните 2 години работев и спортував, тренирав триатлон и тука и ке нас така на државните освојував прво, второ, трето место и сватив дека окей, ме бива за ова. Ајде да видам што можам следно. Сватив дека има и подолги дистанции, дека има. Тоест знаев од претходно, ама сватив дека можам и јас да тренирам за тоа. И ми беше предизвик да се спремам прво за Half Ironman, понатаму за Ironman и почнав да тренирам и за тоа како една долга дистанца, како една дистанца која што чувствував дека мене ми одговара, бидејќи така низ животот секогаш сум сакал да има процес, да е долго, не сум бил за експлозивни, дури во пливањето не сум пливал 50-ки, 100-ки каде што е експлозивно, него така ми требало повеќе време, по некоја темпо, некоја издржливост секогаш сум имал и сватив дека тука можам да креирам, тука можам да тренирам за таков некој подвиг и низ 4 години последни во кои што си имам бавено со триатлон, покрај тоа што бев државен првак, се спремав и за Half Ironman и секоја година имав по некој Half Ironman. И тоа е самата трка е едно посебно чувство, меѓутоа и тренинзите за таа трка се цел еден процес. И ако добро се спремиш во тој процес, тогаш е уживање трката, ако не, тогаш не е баш. Меѓутоа, тој момент да се има процес, да поминуваш низ работи, од секојаш сум го сакал. Така што јас веројатно многу повеќе уживам во самиот процес, во правење на работите, него резултатот окей, ќе дојде, тоа е како нус производ. Како награда на тој процес. И сега, што ја сум запознаен, знам како функционира, за тие што можеби не слушаат, а не знаат триатлонот, кажи ми, кои спортови, дистанца и Ironman, Half Ironman, чисто за да им даме некоја слика за што зборуваме. Вака, триатлонот има повеќе дисциплини и еве низ годините се повеќе се развива. Генерално, ајде да речеме, релативно е нов спорт, од 2000-та влага на Олимпијада. И е спој од 3 спорта: пливање, велосипедизам и трчање. Најмалата дистанца, тој се има и помало од незе, меѓутоа ајде да одиме така школски. Спринт дистанца, таа е 750 метри пливање, 20 километри велосипед и 5 трчање. Дупло од незе олимписката дистанца, која што на Олимпијада
се прави, таа е 1500 метри или километар и пол пливање, 40 километри велосипед и 10 километри трчање. Со тоа што на овие две дистанци на велосипед може да има драфтинг, односно може да се вози еден позади друг во група. Како што и велосипедизмот. Сега, покрај на тие дистанци има и Half Ironman и Ironman. Сега поново има и 100 како нова дистанца. Half Ironman е 1,9 пливање, 90 километри велосипед и 21, односно полумаратон трчање. Дупло од тоа е Ironman. 3,8, 180, 42. Сега, нели, ти кажав, има и измеѓу некои дистанци, меѓутоа овие најмногу, да речам, најмногу се користат и најдолго се користат. И ете, јас најмногу си имам променено во Half Ironman, меѓутоа би сакал во иднина се спремам за еден Ironman и да си докажам на себе дека можам, меѓутоа и би сакал да може да се тркам, да не само да го завршам. Тоа и секогаш сум го сакал и додека сум се спремал за Half Ironman, секогаш сум сакал да се тркам, да не биде само да го завршам, него и да имам некој учинок во трката. Значи да направам нешто да е интересно во самата трка, да имам глас на некој начин со мојот перформанс, нешто да се случи. Така што се надевам дека низ годините ќе си ја постигнам таа цел и ќе истерам еден или неколку Ironman кај што ќе барем на еден ќе може да се тркам. Да, пошто тоа е разлика, нели? Неретко се случува кога, не знам, се со трчање или зборува со луѓе им кажува дека си истрчал полумаратон, маратон, што и да е, кое место беше. Да. Ама голем дел од луѓето кои што го прават тоа најчесто не име за место. И сега има луѓе како тебе кои што сакаат, тоа е целта, тебе тоа ти представува предизвик да одиш и да се надпреваруваш, не само да го искусиш самото тоа. Дефинитивно, секогаш сум имал таква некоја идеја дека кога одам да се тркам, сакам да се надпреварувам, сакам да видам докај сум со другите, сакам да го давам мојот максимум. И веројатно кога сватив дека нема да можам тоа да го правиме последнава година, си реков окей, не мора. Ке дојде момент каде што ќе можеш. До тогаш одржувај се, биди си во спортот. Почнав кошарка да играм, после баскет да играм, затоа што ми е интересно. Да, кажи ми се, во трчањето, поготово маратон, има еден момент после 30-тиот километар, кој што е, the runner's wall, you hit the wall. Во триатлонот, каде тебе најчесто тоа да се појави? Или дали го имаш тој момент кај што ти треба некојаш се чувствуваш и надчовечки сили ти треба за да продолжиш, за да завршиш тоа што си го почнал? Да, дефинитивно. Види, ако се спремиш ептен добро, генерално не би требало тоа да се случи ако стварно многу се имаш спремено. Сега тоа се, да речам, ретки случаеви, многу мал дел од популацијава во светот може тоа да го направат. Генерално јас сум почувствувал такво нешто на втората половина од полумаратонот во Half Ironman, односно некаде таму околу 15 километар па натаму, можда и 14, така, 13, 14, 15, тука тие последни пола час од трката, веројатно тука е најтешкото, затоа што веќе телото е 3,5 часа во агонија. Јас му викам на телото, кјути, тераме. Боли, не боли, не знам, прсти болат, листови, квадрицепси, страна. Кјути, одиме. И тука е најголемата борба, кога телото веќе се откажува, се појавуваат грчеви или што и да е, да може да се надмине тоа. Сега, јас имам научено дека има биолошки препреки, кои што не можеме против нив, и затоа секој сум се трудел прво да го спремам телото за тоа, така голем тренажен процес, така години тренирање, сати тренирање.
второ храна, значи за време на триатлонот јас знам дека морам околу 100-120 грама јаглихидрати на саат да внесувам. Хидрација, значи морам вода, ама и електролити, од кои најмногу сол. И се тоа заедно со движење, самото движење, во движење тоа да се прави да го прими телото. И сега тука има некои биолошки препреки. Некогаш може јас ќе внесам 100 грама јаглихидрати, ама дали е спремно тоа телото да го прими, колку е тоа исто тренирано. И сега најверојатно ми требало уште неколку години тренинг или ќе ми треба уште неколку години тренинг за и тоа да го надминем и да немам таков ѕид еден. Така да не верувам дека тој ѕид вистински постои, туку е само еден лимит на нашата неспремност. Ние кога сме доволно спремни, тој нема да постои тој ѕид. Така да веројатно ние сме самите креатори на тој ѕид и кога се спремиме доволно, тој нема да постои. Да, ама и убаво кажем, многу е тешко да се спремиш за такво нешто, бидејќи ние не сме создадени да трчаме маратони. Телото не ни е создадено, еве сега да земеме и да истрчаме или да земеме half Ironman да направиме. Да. Затоа треба тренинг од спиење до исхрана. Јас се сеќавам прв пат кога почнав да трчам и пробувам гелови. Не можам, мора да застане да му тоа дете. Да. Пошто телото не го прима тоа и треба месец, 2, 3 док се навикне, за да можам после ако идам на маратон или на полумаратон да истрчам, за да ги користам. Инаку нема шанс. Ама е многу тешко и убаво што кажа ти. Тие се оние моменти кај што професионалниот спорт е многу тежок и не секој е здрав. Бидејќи бара од тебе голема жртва и некојаш телото страда поради таа жртва. Гле, имаме ние вака, ако ќе видиш професионален спортист да прави нешто, тоа го прави со таква една леснотија, што си викаш, па ја можам ова. Ама позади него стојат илјадници, 10 илјадници часови на правење на таа работа за да изгледа така лесно. Така што ако се посветиме на нешто, јас сум убеден дека ќе го направиме како што треба и нема да имаме многу голем проблем со тоа. Ама додека да дојде до тоа ќе имаме проблеми, ќе имаме потешкоти, ќе има предизвици, ќе паѓаме, ќе се качуваме, ама ете убаво е да си дел од таков еден процес. Убаво е да можеш да го правиш тоа и особено е убаво ако уживаш во тоа, ако си свесен, ако си тука додека се случуваат тие процеси, затоа што активно гледаш како се променуваш. Така јас пред 5 години сум бил еден, денеска сум друг. И тоа не се случило случајно. Јас сум го искреирал тоа, јас сум го постулирал тоа, јас сум задал пред 5 години, јас ќе направам half Ironman и ќе го направам најдобро што можам, ќе се надпреварувам. И тоа се случува. Уште една работа, ова сакам да го споделам со тебе. Јас имам сватено дека се што ќе посакаме, ама вистински ќе посакаме, се остварува. Затоа што мене лично ми се има случајно тоа. Се што вистински сум посакал, со чиста намера, мене ми се има остварено. Ама тоа не е сега, јас си посакувам и тоа ќе си се оствари. Него јас активно работам на тоа, се спремам да се случи тоа и доаѓа можност и се случува. Што всушност е и среќа. Така, нели, некој е среќен. Да, среќен е он затоа што бил спремен да му се случи некоја можност. И ја искористил таа можност. Тоа е уште еден момент. Ти може да имаш милиарда можности и да си спремен, ама да не посегнеш и да не се случи тоа. Така да тоа сакав да ставам еден хайлайт дека можеме се што ќе посакаме да ни се оствари, само треба да работиме, да ја препознаеме можноста и да ја зграпчиме. Да, поно е тој момент, знаеш, неретко ќе слушнеме, овој фудбалер се појави од нигде некаде, или овој кошаркар, или овој тркач, овој што е да е. Не е така. Они за тие таа вечер да изиграат маестрално за цел свет да ги дознае, најверојатно има 10 до 15-20 години напорна работа, уште како мало дете, жртви,
тренинзи, одрекување од работи. Ти која ќе добиеш таа шанса, која ќе добиеш шанса да играш, или у не мора да и у спорт, тоа у мал милион дејности може да бизнес, се случува. Ја не верувам тоа е преку ноќ. Пошто се, кој што кажа ти, ако имаш цел, и ако работиш на таа цел, сега да, има и некојаш ќе треба да се поклопат тие коцки, кај што ти ќе добиеш таа можност, некојаш некои луѓе кои што иако работат никогаш нема да добијат таа можност и можеби никогаш нема да имаат можност да видат дали може да остварат тоа, ама ако се трудиш и ако даеш се од себе, многу почесто ќе се случи отколку што нема да се случи. Дефинитивно, подобро да си спремен да се случи, него да не си спремен. Са мисли, еве, веројатно и тука е разликата. Ако ти си спремен да ти се случи нешто, можеш и лесно да препознаеш можност. Ако ти не си спремен, цело време ќе видиш во еден мајндсет на абе не ми се случуваат мене работи. Ама чеки. Дали ти спремен да ти се случи тоа? Ај ти спреми се, па можеби во тој процес ќе ти дое можност. А и да не дојде, ти ќе бидеш спремен. Ти ќе бидеш во друга состојба. Ќе бидеш во една повисока состојба, така ќе научиш нешто повеќе, ќе бидеш подобар. Да, бидејќи сето, знаеш, сето време што ќе посветиме на самите себе е можност да научиме нешто повеќе за нас. Без разлика тоа дали ќе биде физички, дали ќе биде тоа во разговор со некој, дали ќе биде тоа психички тренинг, што и да е, ние учиме повеќе. Колку повеќе се знаеме, толку можеме и да коригираме работи и да смениме работи, да додадеме некои работи, ама никогаш не е тоа за џабе спремање што кажеш ти. Не знаеш кога ќе се случи, кога ќе добиеш можност. Така е. Јас имам сватено дека прво место каде што треба да инвестираме ние е во самите себе. Во знаење, во умење, во здравје, за да може следно да креираме и да инвестираме и да продолжиме со семејството, па после тоа во нашата заедница, нешто да работиме, да придонесеме за нашата заедница, за добробитието на луѓето, па после тоа ќе следат сите работи, сите материјални и слично. Ако тргнеме од обратно, ако тргнеме ние сега да бркаме пари, да бркаме, не знам, што и да е од материјалниот свет, нема да ни се случи. Затоа и се навраќам на моментот каде што со Бојан седнавме и ние од тоа се водиме секогаш. Дали ова ќе помогне на некого? Ако помага вистински, ако на некого го моенува животот, тогаш окей го правиме, затоа што се друго ќе следи после тоа. Ние не мора да го бркаме тоа. Тоа ќе се случи. Нас ни е важно прво да се погрижиме за нас, за семејството, за заедницата, па после тоа, ако тоа е вистинско и тоа го правиме за добро, ќе ни се врати нас. Да, тоа е оној момент кај што многу е важно која ти е примерна цел. Ти ја спомна преска purpose, тој збор. Да. Кај што многу е важно што сакаш да постигнеш од тоа. Ако, да, можеби некојаш, ако целта ти се парите, моќта, сето тоа, у еден момент најверојатно ќе ја имаш, ама нема да трае многу долго. И што со тоа? Да, ќе се чувствуваш, прескоро кажа ти, процесот е многу по... Значи, окей, ти истрчал half Ironman или си извозил и испливал half Ironman, ама не си тренирал, си ја направил тоа на сила, завршуваш и окей, се шо. Ама кога знаеш дека си ги поминал сите тие сати тренинг и напор и жртва и се си дал, после тоа крајниот резултат не е ни као торта, шлаг на торта е. И тука е моментов, најчесто и тоа што кажа ти, ако целта ти е таа да помогнеш на луѓе, најчесто парите, моќта, тоа се иде само по себе. Може не у некои преголеми материјални работи, ама ќе ги имаш тие работи за да можеш, ако ти е искрена целта, и се трудиш да ја оствариш, многу почесто ќе се случи и другите работи да се остварат. Дефинитивно, башка колку ни треба нас за да живееме здраво. Така, ни треба кров над глава, ни треба основни така за средства да бидеме среќни. Што повеќе од тоа? Нели на смртна постела кога ги прашаат луѓето што
најмногу регрет, што најмногу Зашто би сакал не жалат, да. за врските, за луѓето. М. Секогаш е тоа. Конекцијата со луѓе, емоциите, колку биле заедно со блиските. Тоа е, се друго е минливо, се друго е пролазно. Материјалниот свет е тука и со нас и без нас, дали ќе го имаме ни или не игра толку улога. Може да го гледаме како начин за да си постигнеме некој од овие целите. Не знам, еве, ние во ATG така наплаќаме чланарина, окей, така. Ама ние тие пари јас сега не ги користам за нешто лошо да направам. Така, јас тие пари ги користам за да ми се средство за подобрување и во иднина. Не знам, ние сме почнале со 30 членови, сега имаме 600. Замисли каква промена имаме направено во општеството од 30 на 600 луѓе, да сме им го подобриле животот, така. Не, тоа се 600 активни, ние преку 3000 веројатно имаме кои што имаат поминато низ процесот на ATG. И секој од нив имал болка со колено, болка со грб, имал X, некојаш и психолошки. Јас имам луѓе кои што доаѓаат и викаат: хаос ми беше денеска денов. Доаѓам од работа, доаѓам од ваму, од таму, све ми се дешава, не знам кај се наоѓам. Правам тренинг, си разговарам со некој од вас и искачам, мене ми е розев светот. Тука имате еден меур на среќа. И сега замисли каков импакт е тоа. Кои пари тука, ме разбираш? Така што ете, гледам секогаш низ таква призма да ги гледам работите, колку тоа придонесува за мене да ми е добро, на семејството да е добро и на општеството да е добро. Ако за сите е добро, тогаш го правиме. Ако не, нема потреба, зашто никогаш нема да врати назад таа инвестиција. Таа ќе отиде само така некаде. Да. Гледам на сатот, ајде да завршиме со ATG. Неколку пати ја спомна и мајчка носиш исто. Е нешто по кое што си познат, барем тука. Што е ATG? И ја спомна идејата од каде доаѓа, ма како, дај ни некој, како дојдовте до, преку 3000 луѓе поминато во самата ATG? Оваа мајчка иначе ме зафркава дека е као лакосте, дека има мало локце. Али убава е од органик котон, така да сакам да си ја носам. Види, ние веројатно може несвесно, ама сега веќе некој време и свесно, свативме дека ATG или ATG е начин на живот. Океј, да, е систем за вежбање, за сила и мобилност заедно, и е еден комплетен систем каде што се опфаќа целото тело, меѓутоа не само мускулите, него и тетиви, и сврзни ткива, и секој дел од телото, и го гледа телото како една целина, и така и се поставени програмите. Меѓутоа, е многу повеќе од тоа. Ние направивме една заедница на луѓе на кои што им стана животен стил да доаѓаат и да вежбаат. Разбираш? Значи, наречам, ние преку системов и преку вежбиве го доближивме на луѓето здравиот начин на живење на некој начин. Затоа што ако почнеш да вежбаш, веќе тоа си повлекува и да спиеш подобро, и да јадеш подобро, пак имаш некого во салата да разговараш, да си направиш муабет, и се тоа ќе те доведе да бидеш малку посвесен. Така да, ете, пак тие 5 работи се провлекуваат. Инаку ATG доаѓа, системот доаѓа од Америка, од Бен Патрик, Knees Over Toes Guy, и он има направено една револуција каде што сватил со помош на ментори од претходно, меѓу кои Чарлс Поликвин, дека може да се вежба, конкретно knees over toes, да се вежба со колената и пред прстите, не знам, на чучнување, на сплит squats и слично, и дека тоа придонесува за подобро да се зајакнат и развијат зглобовите и колената и слично. И
он од мака го има сватено тоа, бил кошаркар, има направено неколку операции на колената поради повреди и од мака си рекол, окей, јас морам нешто да направам, нешто да се случи за да можам јас да играм, не може цел живот ја да сум повреден. И бил ке неколку ментори, развил систем, сватил што како функционира и има направено систем на вежби кои што може и да се регресираат и прогресираат врз база на спремноста на секој човек. Пример, оваа е вежбата, меѓутоа има најден начини како таа вежба да може и баба од 70 години да ја прави и професионален кошаркар да ја прави и да добие бенефит од тоа движење. Не да биде, немаш ти оваа вежба, па дој друга вежба ќе правиме стомачни. Него таа вежба, затоа што сме сигурни дека ќе придонесе за подобрување, регресирана или прогресирана според тоа како му треба на човек. И веројатно тоа е една од причините зашто имаме и толку многу луѓе и толку различна, да речам, заедница на луѓе, каде што имаме и деца, имаме и рекреативци, спортисти, баби, дедовци и луѓе кои што си работат, некоја друга работа и вежбат, затоа што системот функционира за сите. И тоа е една, а друга е веројатно индивидуалниот пристап што го имаме, пошто ке нас кога ќе дојде некој, првиот тренинг му е како индивидуален. Значи, гледаме и учиме што му треба на човеков. Он ни кажува, сакам да трчам полумаратон, меѓутоа ме боли и коленото и имам нешто болки во грбот. Океј, имаме програма за колено, имаме програма за грб. Си ја тераш таа програма. Прво тие програми. Кога ќе зајакнеш ти доволно, тогаш имаме програма и за трчање. И луѓево после тоа си имаат своја програма која што ја вежбаат, може да доаѓаат кога сакаат да вежбаат и имаат тренер кој што им дава коучинг секогаш. И тоа е веројатно иновацијата и еден хибриден модел на функционирање во фитнес индустријата, кој што ни донесе многу предности, ни донесе многу резултат. Меѓутоа главното е, пак ќе се вратам, ние тргнавме со идеја да помогнеме на што повеќе луѓе да го подобриме квалитетот на живење, затоа што еден човек што е повреден, тоа му е препрека да биде активен. Така, ако има болки он, не може да биде активен. И ние преку системов успеавме да ги извлечеме луѓево од болка, од повреда и да може да го прават тоа што сакаат. Ние имаме неколку клиенти кои што дошле со страшни болки, не може да се качи по жена, не може да се качи по скали. И она доаѓа вежба и се враќа да може да вози точак и да трча, заради тоа што извежбала ке нас. Пази, она не можела да го прави тоа што сака. Не можела да вози точак, не можела да трча, не можела да работи. И сега наеднаш ја враќаме таа можност да може тоа да го прави. Значи и се подигнуваат неколку динамици во животот за да живее подобро. И тоа нема цена. Имаме ние неколку lifetime members, ќе ги поздравам, на кои што целосно им се смени животот. Они дојдоа со дискус хернија и замисли сега не може да си играш ти со детето, не можеш да го кренеш, не можеш да фрлиш топка, не можеш ништо да направиш, у болка си цело време. И преку вежби, секако пред тоа они биле на физикална за акутно да немаат болки, ама реалноста е дека не може да го дигнат детето. И преку вежби, преку системот, они стигаат да може да се играат со детето. И они тогаш кажат, дајте нешто да донираме, да направиме, затоа што мене целосно ми го сменивте животот. Од кревет да не можам да станувам, до сега си играм со детето, почнав баскет пак да играм, да се вратам на нормален живот, на нешто што го сакам. И тоа нема цена. И тоа е зашто го правиме. Ова и се надевам дека е целта што имаме да се расшириме низ Европа и да допреме до што повеќе луѓе ќе ни се оствари. Бидејќи имаме вистинска намера, чиста намера, целата екипа имаме многу убава и голема екипа, се направи некои 15-20 луѓе веќе се околу ATG работат и мислам дека целта која што имаме ќе ја постигнеме. Да, и многу е важно она што јас кој научено барам во последните неколку години од кога почнав некој активен живот да живеам,
многу е важно да знаеш што правиш и како треба да се направи нешто. Бидејќи тоа го има се и со менталното здравје, сигурен сум и со физичкото здравје, мал милион на фитнес тренери, на коучеви, ама е многу важно кога со причина се случува зашто една жена која што не може да искачи степеници иде на точак и почнува да трча. Ама не секој може тоа направи и тоа е она кое што ја кога почнав да вежбам, ја никош до пред година-две не сум стапнал у теретана, ама кога почнав да вежбам и кога знаев дека ќе сакам тоа да направам, морам со некој кој што знае да ме научи како да направам тоа. После тоа, има момент кај што положуваш, можеш да идеш само теретана. Ама ти треба тој почеток за да не направиш уште поголема белја и да не си одморнеш сам на себе. И од тука мислам да е оној момент кај што кој имаш луѓе кои што имаат искрени намери, знаат што прават и имаат програма која што функционира, тоа на некој начин светотројство кој што ќе им помогне на луѓето кои што имаат реална потреба од тоа. Да, дефинитивно. Ми е драго, и како машински инженер, јас сакам процеси, сакам да ми е наместено да има систем. И кога увидовме дека има веќе ваков систем и Бојан, мојот партнер во бизнисов и тренер е исто така, го донесе и ми го приложи, јас прв имав бенефит од него. Јас имав shin splints долго време и си го решив проблемот. И сега кога видов дека има еден систем на вежби кој што функционира и е систем, значи не е нешто рандом правиме, него имаш почеток, средина, крај е целото комплементарно и е цело тело, тогаш сватив, ова вистински функционира и не е случајно. Не се случува случајно, него е намерно направено за да функционира. И ние го доразвивме, го направивме за да може да функционира кај нас. Свативме дека може и многу повеќе програми да излезат од тоа според спортовите. И многу ми е драго дека функционира и дека помагаме на луѓе. И тренерите ке нас се баш обучени, се трудиме околу нив, даваме екстра обуки, за да бидеш и ти тренер треба и многу време, и многу посветеност и треба да го живееш системот. И се тоа води кон добри резултати. Така не е случајно и пред 4 години ние стартавме, сега имаме вакво нешто, така со среќа. Сме се здробиле од работа за тоа, за да се случи, ама многу е поразлично кога си воден од чиста намера, од duty, наспроти било што друго. Да, тоа е некоја чувствуваш некоја поголема цел надвор од себе, која самото постоење не ти сега мене да ми е убаво и тоа ми е единствена цел, кој што каже преска ти, имаш семејство, имаш керка, имаш и друга цел, кај што заедницата сакаш да ја направиш подобро место за живење. Тие се некои моменти кои што ја мислам дека го отклучуваат на целосно живење, to live a fulfilled life. Тоа е буквално. Бидејќи ти може да си направиш тебе да ти е убаво, може и на твои да ти е убаво, ама мислам дека не го отклучуваш тоа целосно искуство на животот, се дур не го додаш и ова, како да им да помогнам на мојата заедница и на луѓето што се околу мене што не ги ни знам. Така и види, тоа многу лесно може да се видиш. Кога излезеш надвор, дали го гледаш светот. Дали гледаш све околу тебе. Ако не гледаш, тогаш најверојатно уште си тука и поработи на да искреираш и за надвор. Така некако го увидов тоа, дека ми се случувало да сум сам во своите мисли и толку. Фактички универзумот ми е овде. И од кога работев на себе, сватив дека универзумот е многу широк. Дека може да креираме многу и тоа да допре до многу луѓе и at the end of the day тоа е добро за светот, така. Ќе биде и за нас добро и за сите е добро. И не мора да е добро за мене сега. Нека е добро за мојата ќерка утре, за незината ќерка нека е добро.
Ама ајде, ние треба да го искреираме тоа, така нема да ни го искреира некој друг. Од нас зависи ние да го искреираме тоа подобро утре. Ако ние креираме само тука за нас да ни е убаво, колку е таа висока цел, колку е исполнувачка. А замисли колку е исполнувачка да знаеш дека ти за поколенијата унапред што ќе доаѓаат, имаш искреирано нешто кое што ќе остане и ќе биде добро за нив. Да, оно е легаси, тоа така, што го оставиш, што е некој наследство после од кога ти кога ќе те нема. Да. И не го зборам тоа од идеја за некое его да ме спомнуваат мене и Иван беше тоа и тоа. Не мора да ме спомнуваат, не мора да, него моментот што се искрирал, добрината што се искрирала, да се расшири и да се развие и понатаму и светот да е подобро место за живење за 200 години од сега. Не за сега у моментов. Сега у моментов креираме нешто, ама верувам дека вистински импакт тоа ќе има години. Ама сега се креира, така, сега се сади дрво. Не можеш ти сега да посадиш и утре да израсне. Да, и тоа е многу интересно тоа да сватиш дека тие плодови ти никогаш нема да ги видиш. Така е. И тоа е сосем окей. Тоа е сосем окей. Сосем окей. Сосем окей исто така ситуацијата во која што се наоѓаме. Така, можеби не сме у некоја поволна ситуација. Ете, такво место за живење ни оставиле нашите. Ама тоа не значи дека сега треба да бидеме ние љути на нив и уште повеќе да ја влошиме ситуацијата. Не, окей, тоа е тоа што сме го наследиле. Let's make it work. Ајде да направиме да функционира тоа. Ако за нас не функционира или функционира некако, лошо или добро, како и да го направиме ние подобро утре да функционира. За нашиве деца да имаат подобро место за живење. Да. Кај може луѓето да ве најдат? АТГ? Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, вебсайт, сегдека сме. Веројатно Инстаграм најчесто ме контактираат и може да видат, таму имаме интересен контент, имаме многу совети, делиме, животот го представуваме во ETG. Ама најубаво е да не најдат во фитнес центарот во Хром. Таму најубаво ќе си поминат, најмногу ќе добијат назад. Така да. Иван, фала ти, веќе повеќе сад време зборуваме, јас знам дека уживав и се надам дека оние што не слушале барем нешто може да извлечат од нашиот разговор. Сега за крај, тоа не ти ја најавив, сега може ќе те фатам неспремен. За тие што не слушаат, што издржале до сега, кој е твоето прашање што би сакал да им го поставиш? Прашање да поставам јас на тие што не гледаат. Да. Па нека се запрашаат колку вистински се свесни во својот живот и колку вистински го држат својот живот и се држат accountable за својот живот и што можат да направат околу тоа. Дали вистински се свесни, дали вистински го држат својот живот и ако да, како го прават тоа, а ако не, што би можеле да направат. Сигурен сум дека ако немаат одговори за тоа, дека може да се најдат, и јас сум отворен за тоа, верувам и ти дека си отворен за тоа и има и многу научници, експерти околу тоа. Меѓутоа така, свесноста, малце сакам да околу колку сме свесни, колку сме тука. Такво некое прашање. Мислам дека е убаво да се постави и дава еден реалити чек. Затоа што многу често ни се случува да влеземе во еден барабан. Ни се случуваат ствари, ама чекај се, колку ние сме креатори на тоа. Дали сме ние креатори на тоа? Ако не сме креатори, тогаш може и треба да застанеме, да видиме, да станеме свесни на тоа што ни се случува и да почнеме да правиме нешто што ние вистински сакаме. Да си го најдеме нашиот purpose и тој да го правиме. Не значи дека ако сите работат нешто,
дека треба и јас да работам, или Да. ако има пари во ова, дека јас треба таму да работам. Ајде, која е твојата креација? Која е твојата свесност и како таа свесност ќе ја примениш во твојот живот?